Кога зборувавме веќе за децата, ги потсетивме родителите дека редовната имунизација имаат простор сега, додека се децата на распуст, да ги испочитуваат, се разбира се со цел грижа за нивното здравје, но и до 22 децата се на зимски распуст. Ајде малку повеќе да ги охрабриме и анимираме родителите како тие да ги анимираат од друга страна децата и како да го задржат нивното продуктивно внимание за време на зимскиот распуст. Се советуваме со Марија Конеска, едукатор. Добро утро. Добро утро. Среќна нова година, среќни празници, за убаво нека ни биде оваа година. Среќна нова година и на вас, и на гледачите, среќни празници. До 22 децата ни се на распуст. Училишните деца не може да очекуваме, Марија, верувам дека вие ќе се согласите дека тие самите ќе пројават некоја продуктивна активност, како да го поминуваат времето. Верувам дека сега си уште се со подароците преокупирани кои што ги добиле за нова година, па сега тука ни е Бадник, Божик, дел и бабите и дедовците ги чуваат, верувам дека и пакетчињата сега имаат поголемо внимание. И сега како да го задржиме вниманието на книга, на некоја активност која што во суштина треба да биде и подкрепа на нивното знаење. Така. Да, како што кажавте на почетокот, не можеме да очекуваме нели веднаш да се впуштат во овој зимски период, односно одмор кој едва и го чека, мада и трае подолго, 21 ден, баш е подолг. Тоа дека има 3 дена плюс, чинам така, да 3 дена плюс, да. Така да не можеме да очекуваме дека веднаш ќе почнат да се ги пишуваат домашните или целиот овој период да го посветат на учењето, односно на што пропуштиле или она што треба во следното полугодие да се надомести и да се учи. Но во секој случај е период каде што можеме да ги поттикнеме, барем одреден дел од тој период, односно да направиме план како родители како да го поминат продуктивно ова време во зимскиот распуст. Со оглед на тоа што е зимски распуст, надворе загадено, немаме снег каде што може да играат. Па нешто се вели дека викендов ќе го имаме првиот снег. Од друга страна па немаат сите можности да ги однесат децата на планина. Реално кога е таква состојбата, треба повеќе да биде дома. Так, најдобро поминато време е секако времето во снегот, на планина, убаво е ова време. Родителите, ако имаат можност, подолг период да земат одмор или неколку денови и да го поминат заеднички времето на планина и на снег, онам каде што нели секако можат да отидат. Тоа во секој случај ќе биде најпродуктивно и најквалитетно поминато време во овој зимски распуст, затоа што во секој случај децата во овој период сакаат да се забавуваат, малку да одморат, и е период на празници. Мораме да напоменеме дека е период на празници каде што можеме да се посветиме барем дел, ако не и повеќе, нели, сепак родителите се на работа, барем во делот на празниците и денови пред и после празниците на воспитување и посветување на децата на учење на оние семејни вредности кои треба нели да се да владеат во едно семејство, што е се поголема и поголема реткост во семејствата. Се помалку се посветуваат на тие семејни вредности да се негуваат во семејствата денес. Така да, многу убав период каде што родителите можат да се посветат на своите деца, токму тој аспект да ги учат децата на оние семејни вредности, како што се почитување, јадење заедно на маса, возраста. Споделување на доживеани, да речеме, активности, изгоди со другарчињата, споделување искуства, да. Особено разговорите со децата во овој период се многу битни. Ние имаме доста време, бидејќи тие се внатре, затворени и не се надвор, почесто се внатре и почесто се со нас, а и ние имаме повеќе слободно време во овој период, особено добро време за разговор со нашите деца, не само за вредностите, туку и за се она што е пропуштено во првото полугодие и би требало да се надомести во второто полугодие од една страна. Од друга страна, во однос на социјализацијата кај помалите деца, како поминала во првото полугодие, што е она што е изоставено и што нешто кое му пречело на детето, односно имаме подолг период каде што можеме поблиску и повеќе да разговараме со децата
да стекнеме таа доверба со нашите деца и да ни покажат како поминале во социјализација со врсниците во училиште, затоа што имаме се повеќе и повеќе булинг и насилство и децата во овие месеци преокупирани од една страна случај, од друга страна и со самиот момент на соочување со врсниците. Особено за помалите деца не ни разговара и не ни пренесуваа на нас родителите. Убав период каде што можеме и тој момент да го допреме. Да, Марија, тие се во период кога го формираат својот карактер се. Така. Мислам дека и без разлика и дали биле жртви, дали не биле на булинг, дали имале ситуација, немале, сега најмногу треба да им посветуваме внимание со разговор. Да, дефинитивно. Да, убаво е тоа што велите да се навратиме на најзначајните семејни вредности, општествени вредности, кои што треба секој родител да ги пренесе на своето дете. И сега повеќето се на работа, доаѓаат, верувам, не пред 16-17 часот дома, дотогаш како да ги анимираме децата продуктивно да го поминуваат времето. И кога вие советувате, оти споменавте дека е убав период во кој што можеме да ја повториме материјата која што ја обработиле во првите 3 месеци, кога вие советувате дека е поодличен период да се повтори материјата? Така. Имаме 3 недели до крајот на зимскиот распуст. Првата недела веќе поминува, а и секако и ние родителите сакавме да се одмориме, па ги оставивме и нашите деца да ги отворат поклоните, пакетчињата, да се видат со роднини, доаѓаат гости, одиме на гости. Тоа ќе продолжи, сепак е празници, ова е период на празници, Бадник, Божик, или Василица, па Свети Јован, секако е период на празници, но од друга страна, посекако следната недела, некаде на средината, да имаме едно 10 дена, каде што би му направиле план на нашето дете, бидејќи сепак сме на работа, нели не пред 16 часот, да се зема лист хартија и да си направат план по часови. Денес имаме во овој денешен план, имаме 2 часа посветување на повторување на материјата по тој предмет, да видиме што сме научиле, па мама да слушне кога ќе дојде од работа, да видиме што најмногу тебе ти оставило впечаток од материјата. Да повториме, да видиме до каде сме стигнале. Отвори ја книгата, пролиста ја. 2 часа имаме да довршиме дел од домашната по истиот тој предмет, или што е она што не ти било јасно. Други 2 часа имаме помини со баби и дедо, имаат време да поминат со баби и дедо и многу време се со баби и дедо. Дефинитивно и тука учат доста семејни вредности. Можеме да им купиме доста едукативни книги и игри, на кои исто така добро е да посветат внимание. Но и оној кој не може да купи добро. Тука интернетот и дигитализацијата ни овозможуваат многу. Ни овозможуваат. Да, малку да се активираме повеќе како родители, дали математички вежби, дали некои други вежби, па и боенки на крајот. Можеме да им ги подготвиме за можеме да подготвиме дефинитивно, да ископираме, да оставиме материјали на дечињата, најмногу од она што нив ги интересира или по предметот кој ги интересира, најмногу материјали да испринтаме, ископираме, што е многу поевтино, но од друга страна пак ќе ја споменам македонска телевизија, мислам дека и лани, и прехлани, ја споминувам секогаш, имате навистина добра едукативна програма на која ние треба да ги подсетуваме нашите деца и да им ја доловуваме важноста на тие едукативни програми кои ги припремате токму за нив. Така да во текот на целиот ден има програми кои се добри за децата да ги следат и да ги гледат. Ви благодарам што забележувате дека тако ти внимателно се избира програмата, особено кога се децата во прашање училишните деца и акцентот дека треба да зборуваат македонски јазик, треба и филмовите и цртаните кои што ги гледаат и делот едукативната програма која што се подготвува да ја слушаат на македонски јазик. Според работата со деца постојано можете да направите, да речеме, еден осврт за 2023 година и малку повеќе внимание, ова нека биде кон родителите, малку повеќе внимание за следната година. Што е она што вие го забележавте кај училишните деца дека недостасува? Дали може би е тоа привлекување и задржување на вниманието, дали би може би е тоа го споменав македонскиот јазик, убаво читање, читко зборување и пишување на македонски јазик. Што забележавте вие дека треба малку повеќе внимание да посветиме? Да.
Имавме многу деца во 2023 година, многу училишни деца. Тоа е добро, но тоа од една страна е добро што родителите се активираат и ги носат децата и бараат помош и реагираат за развојот на своето дете од една страна, но од друга страна гледаме дека има многу предизвици, не само кај родителите, туку кај нивните деца најмногу. И од самите деца се споделува дека целиот еден клас, сите нивни врсници исто функционираат, сите имаат предизвици и проблематики. Родителите се загрижени, но морам да посочам дека активноста, односно активирањето од родителите се на пониско и пониско ниво. Во ред да се бара помош од надвор, но секогаш ние како едукатори, психолози, психотерапевти, советници од другата страна, секогаш кога работиме со деца од училишна возраст, имаме некогаш и од предучилишна, секогаш родителот е паралелен сопатник во тоа да се расте и развива тоа дете. Што и да правиме, не можеме, нема да има успех само со нас. Детето кај нас е 1 час, 2 часа. После тие 2 часа што правиме? Ние даваме насоки за дома. Мора родителите да ги работат тие активности кои треба постојано со детето да се работат. Инаку ако направиме осврт на 2023 година, најголем проблем со говорот, начинот на изразување на македонски јазик, голем проблем и предизвик има децата со социјализација. Многу деца не знаат да зборуваат во прво деление, како што кажав, со говорот имаат проблем, а со тоа и со социјализацијата. И најмногу проблеми имаат, односно предизвици дечињата имаат со воопшто разбирање на материјалот. Програмата за дечињата е нешто кое е доста, да кажам, многу ново, многу комплексно, за се очуваат наеднаш во училиште со некој таков материјал или таков начин на функционирање, нешто за кое не биле припремени претходно. Може одговорноста нормално да се стави и кај родителите за неприпремањето на детето од една страна, а од друга страна и наставната програма која е доста специфична и сплеткана, да кажам, и детето на таа возраст не може да ја разбере или начинот на кој е пренесена. Са за образовниот систем и да не зборуваме, но тоа беа најголемите проблематики за кои најмногу беа испраќани децата кај нас. Покрај тоа, нели, и многу стравови од тоа како ќе се покажат во училиште, дали ќе се покажат или нема да се покажат. Поголема вклученост на родители, веројатно полесно ќе се поминуваат предизвиците. Благодарам за гостувањето. Посакувам нека биде убава, успешна оваа нова 2024, да се гледаме за убави работи. Ви благодарам, Јован, и вас, она што би препорачала еве за крај до родителите. Бидете активни, бидете покрај своите деца, бидете свесни за се она што им се случува. Посветувајте многу повеќе време, колку и да сметате дека доволно време сте посветили на разговор со вашите деца. Секогаш е малку, секогаш не е доволно. Посветете повеќе време, дали директно, дали индиректно, бидете присутни во животот на вашите деца, затоа што и така им требате. Благодарам.